20 учесници од повеќе сектори, производство на вода и безалкохолни пијалаци, откуп на грозје, ланец на супермаркети, производство на картонска и дрвена амбалажа, транспорт и консултативни услуги, представници на локална самоуправа и Центарот за вработување, денеска беа дел од четвртата сесија на тема придобивки и обврски на компаниите при вработувањето лица со хендикеп. За кавадарци ова е првата сесија во рамки на проектот Центар за вработување лица со хендикеп во организација на Стопанската комора на Македонија и Полио Плюс, движењето против хендикеп. Според Ирена Мојсовска од Стопанската комора на Македонија, проектот има за цел да ги подготви лицата со хендикеп за работа, а компаниите за нивно вклучување во работниот процес, иако од нивна страна мал е интересот за ваквите вработувања. Стопанската комора на Македонија заедно со Полио Плюс, движење против хендикеп, го реализираат едногодишниот проект на Европската Унија, а тоа е Центар за подготовка за вработување на лица со хендикеп. Овој проект е од оперативната програма за развој на човечките ресурси ИПА 2007-2013 година. Главната цел на проектот е да се направат потребните анализи со цел да се подготват лицата со хендикеп на пазарот на трудот, а воедно и да се подкрене свеста, односно поголема информираност до самата бизнес заедница и односно компаниите, со цел лицата со хендикеп да бидат вклучени во нивните компании. Вакви информативни сесии како денешнава се организираа во Скопје, Штип и Велес и денеска е четврта поред информативна сесија што ќе биде во Кавадарци. Според анализите што ги правевме во Стопанската комора на Македонија, мал е бројот на компаниите кои што имаат вработено лица со хендикеп и затоа целта на овој сам проект е поголема информираност и поголема свесност на компаниите со цел да се запознати со самите придобивки кои што ќе ги имаат при вработувањето на лица со хендикеп. Така да ќе се потрудиме што повеќе покрај овие информативни сесии да направиме и оние напредни сесии со што би работеле со самите компании, со тоа што би сакале да има поголема вклученост и интерес на компаниите за мислам оваа категорија на лица. За институционалната поставеност на системот за поддршка на вработување лица со хендикеп, бенефициите за компаниите и придобивките од вработувањето лица со хендикеп говореше професор доктор Лазар Јовевски, професор по трудово право. Вработувањето на лицата со попреченост представува круцијален, суштински елемент во рамките на инклузивен пазар на труд, од аспект затоа што токму преку трудот овие наши сограѓани најдобро се интегрираат генерално во општеството, бидејќи трудот во вклучувањето во трудот им овозможува и остварување на одреден трудово правен бенефит како во економска форма, но од друга страна инклузира процеси кои што се пошироко опфатени за овие лица и се однесуваат на нивна припадност во општеството, одредена сатисфакција која што навистина на еден ефикасен начин се манифестира токму преку работниот однос. И од тука многу е важно да се работи на две компоненти. Првата компонента е да се овозможи во рамките на правниот систем одредени бенефици, одредени мерки кои што ќе ги стимулираат овие лица да бидат вработувани, а од друга страна треба да се работи на подигнување на свестоста и кај компаниите, кај менаџерите, но и генерално во општеството за бенефитите, за придобивките кои што овие лица можат да ги дадат преку трудот за работодавачите, но и за поширокото општество. Според истражувањата постои недоволна информираност на компаниите за различни прашања поврзани со вработувањето и задржувањето во работен однос на лицата со хендикеп. Ваквата информативна сесија, велат од Стопанската комора, е токму за информирање и запознавање на компаниите во насока на создавање инклузивна и разновидна работна сила.